снимаш? Кога снимаш? Повелете, министерка, целта на денешната посета од кумановските пензионери. Почитувани медиуми, почитувани граѓани, ми е вистина драго што денеска сум во општина Куманово заедно со пензионерите да поразговараме за растот на пензиите, за другите предизвици кои што пензионерите ги имаат во нивното секојдневно живење, се со цел како влада да може да го напредиме тоа. Вие знаете дека ние сме посветени од најмладите до највозрастните како министерство и важно ни е да ги слушнеме и нивните размислувања. Заедно со председателката Станка на Сдруженијето на пензионери и со заменик помошник директорот на пензискиот фонд и со локалниот председател на Кумановското здружение на пензионери, денеска ќе ги отвориме овие прашања. Тука знаете дека растот на пензиите наредната година е веќе утврден и поставен во буџетот. Јас тоа денеска ќе го споделам со пензионерите, или растот се базира на пензиите на растот на минималната плата и растот на просечната плата. Ако тие параметри растат, нормално е да растат и пензиите во нашата држава. Тие ќе добијат отприлика 700 денари со она трето дополнително зголемување на пензиите, дополнително двете усогласувања со трошоци на живот кои што им се законски гарантирани ќе останат и тие ќе се ги добијат, што до крајот на годината или до исплатата во јули би требало да добиеме покачување од некаде 860 до 900 денари. Ви благодарам. Да може би ротација или да. Па еве денеска во Сдруженијето на пензионери од Куманово имаме убав настан. Со нас е Министерската за труд и социјална политика, тука е заменикот директор на пензискиот фонд, а ние како Сојуз пак се радуваме на тоа, бидејќи ова здружение е членка на Сојузот. Она што беше најважно за корисниците на пензија е барањето во пресметнувањето, односно во усогласувањето на пензиите, да се земе и дел од порастот на платите, особено во услови кога имаме различна динамика на порастот на платите визави трошоците на животот. И тоа, еве, слушнавме, ќе се оствари почнувајќи од 1 јануари 2020 година, но покрај тоа битно е исто така, еве, јас да повторам дека си продолжува и понатаму да се согласуваат пензиите со порастот на индексот на трошоците на животот. Меѓутоа, за да сето ова се изреализира, секако дека ќе мора да се извршат и соодветни измени во Законот за пензиското и инвалидското осигурување. Меѓутоа, за пензионерите е битно да се истакне дека 1 јануари 2020 година сите пензии ќе бидат зголемени, нели, за тие 730 денари. Во нивото, значи, на пензиите ќе се засмета овој износ и овој износ ќе го примаат сите корисници на пензија. Тоа прашање секаде пензионерите кои поставуваат и заслужува да се, нели, даде појаснување. Исто така би рекла и тоа дека со ова најавено усогласување на пензиите се потврдува дека пензионерите не се запоставени, туку напротив и за нив се води грижа, за да се обезбеди, нели, подостоинствен живот и подобри услови за живење, и затоа пензионерите оваа мерка за зголемување на пензиите ја поддржуваат. А може понавам само по Како сменете се во ротација? Да. Почитувани медиуми, особена чест и задоволство ми е од Сдружение на пензионери Куманово да ја упатам оваа порака на пензионерите. Значи, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување во 2019 година бележи пораст на приходите над 10%. Тоа се должи на 4 моменти. Прво, финансиска дисциплина на субјектите во однос на плаќањето на придонесот, зголемувањето на минималната плата, бројот на вработените кој што е енормен во реалниот сектор и стапката, зголемување на стапката на придонесот од 18 на 18,4. Ова се должи на политиките на оваа влада и посебно сакам да го истакнам влијанието на нашата министерка во тој дел. Значи, имаме максималната поддршка како фонд и прв пат, после долго време, фондот не зема по зајмици за исплата на пензиите. Тоа се должи на зголемените приходи.
Политиката на фондот е тие вкупен број на приходи што се остваруваат да не ги чува во залиха, него, како што и министерката напомена, да се вратат кај пензионерите. Пензионерите тоа го заслужуваат и ова последно зголемување и како ќе дојде за подобрување на нивниот животен стандард. Благодарам. Нас не причинува посебно задоволство што денеска наши граѓани се за труд и социјална политика на Царовска, која што на некој начин е и најодговорна за зголемувањето на пензии. Тука со нас денеска е и председателката на Сдруженијето на Сојузот на Сдруженијата на пензионери госпоѓа Станка Трајкова, исто така и заменикот на Фондот за пензионерско осигурање. Сигурно дека денеска тие ќе дадат одредено изложение за растот на пензиите, а ние пензионерите сме заинтересирани да имаме добро здравје, а тоа здравје да го подкрепуваме и со солидни пензии кои што ќе ни овозможат да имаме достоинствен живот. И благодарам многу што денеска се тука меѓу нас пензионерите и мислам дека се ќе биде во најдобар ред. Благодарам на сите. Ивановски.